Повеќе од 100.000 луѓе кои избегаа од Азербајџан се преселиле во Ерменија. Многумина чекаат дали ќе може да се вратат во своите домови во практично напуштен регион повеќе од половина година. Останале само мал број на луѓе. Люди, которые остались в Карабахе, это обычно Оние луѓе кои останаа во Карабах се постари луѓе од оддалечените села кои имаат проблеми со физичкото или менталното здравје. Тоа се болни луѓе кои не можат да се движат и не можат да излезат. Црвениот крст и другите меѓународни хуманитарни организации продолжуваат со присуство во областа за да им помогнат на преостанатите жители и да обезбедат пристап до здравствена заштита и храна. Од Црвениот крст велат дека знаат за не повеќе од 30 лица кои останале надвор од азербајџанските трупи. Азербајџан сега го контролира цел Нагорно Карабах, а оние што заминале добиле ветување дека може да се вратат во своите домови ако се согласат да живеат според азербајџанскиот закон. The Azerbaijani door Азербајџанската врата според властите е се уште отворена. Ако сакаат да се вратат, само треба да чукнат на нашата врата или да влезат на веб страницата или некако формално да се пријават до властите во Азербајџан. По децении конфликт, недовербата меѓу етничките ерменци и азербајџанците е огромна, а оние кои ги напуштија своите домови не им веруваат на азербајџанските ветувања. Прекрасно знаем, если бы они хотели, чтобы мы... Многу добро знаеме дека ако сакаат да останеме и да живееме во нашите домови, немаше да ни ги бомбардираат градовите и населбите среде бел ден, кога нашите деца се на училиште. Мировните преговори меѓу Ереван и Баку бавно напредуваат, а главниот фокус е ставен на границите и делимитизираните зони на место на бегалците. Како што се одолговлекуваат месеците, многу од поранешните жители на Нагорно Карабах веруваат дека ќе помине долго време ако некогаш воопшто може да се вратат во своите домови.